Знаеш што ми доаѓа сега да кажам? Да. Како турлитава ова. Па втората и третата лига настанаа поголема турлитава од првата. И она што беше најинтересно во Гевгелија, Кожу го пречека Башкими, резултатот е 1-2 победа на Башкими со малку чуден гол во 94-та минута. Да, го видов и јас тоа и јас мислам дека ФФМ брзо ќе се произнесат по тоа, затоа што навистина од авион се гледа дека фудбалериве на Кожов стојат, голманот стои за овие да дадат гол. Па јас да би кажал генерално да чудна, сомнителна, дискутабилна ситуација за анализа. Има компетентни луѓе кои треба тоа да го разгледаат и да одлучат, меѓутоа во овој момент бодовите се пишуваат на контото на Башкими. Само да појасниме кратко една реченица, во 93-та минута резултатот е 1-1. Кожов со Башкими, во 93-та и не знам која секунда, 94-та минута, овие стојат, голманот стои, Башкими дава гол. Ти гледаш така дека стојат овие, навивачите на Башкими ќе речат овие трчаат на стигна. Не, се гледа, да, се гледа. Вистина, тешка работа за Фудбалска федерација на Македонија, тешка работа за Омерагич. Зошто? Многу работи биле ставани под тепих сите изминати години. Верувам дека ќе се најдат во Фудбалска федерација засегнати од ваквите случувања на некои екипи и дека добро ќе размислат како да се заштитат. Не можам цело време ми боде во очи дека овие што ти се пишани Македонија, Ѓорче Петров прва, Арсими втор, Башкими трети, Бергалница четврта. Значи, најсвежото, тоа што го видовме денеска во втората лига со Башкими, ако не знам какви се правилниците во ФФМ, ако Башкими биде санкциониран или Кожов, не знам кој треба да биде. Нема да отвараме тема. Со одземање на бодови? Не знам какви се правилниците, велам. На Кожов Башкими се случува тоа што го гледаме сите. Го има видеото. Добро. Сега, ако правилниците се за такви случаи, ако се оцени дека тоа е така како што јас го гледам, тогаш многу интересно е што Брегалница ќе дојде на третото место. Градски клуб да заврши вака неславно поради некој непромислен потек на некого кој што дошол. Не, јас дилема дека жално е. Значи жално е за клубот. Немаме квалитетен фудбал ни во трета, ни во втора, ни во прва лига. Немаме. Гледавме ние што се случуваше и во таму Евромилк, Коњаре кој беа. Во живо гледавме. Што тоа да личи на фудбал или не. Да не зборувам сега за тоа. Дека Академија Илинден. Така, си ги видов, да. Добро ја прочитав информацијата, да. Која е најава исто напуштање на третата лига Север, ради известни нерегуларности. Треба дебело или силно засукување онака на ракавите. Дека треба навистина, ако сакаме да подигнеме малце нешто, навистина да се постави на здрави темели фудбалот. Реконструкција. Па тотална реконструкција. Добро вечер, водата стои, случувањата во македонскиот фудбал не стојат, се нижат како на филмска лента, секој ден се нешто ново ни се случува. Тоа чисто колку да не биде интересно, нели? Гостивар испадна официјално Друготов. Воска испадна официјално, односно самите си одлучија да си одат. Така? Да. И сега казни има, ќе зборнеме нешто и за тоа. Знаеме ли кој влага? Добро вечер и од мене. Денес 6 мај се одигра регуларно коло второлигашката конкуренција која некако како малку да го врати текот на играта од втората кон првата лига. Убаво кажа ти, тоа е децидно јасно, Гостивар и Воска се веќе завршена приказна. Останува Гостивар и официјално да не се појави на утрешниот натпревар против Силис во Кратово, кој најверојатно ќе се случи. Најден веќе не се појави. Не се појави. Зборувам и де факто официјално и наофицијално и писмено да се откаже од првата лига и да биде избришен, односно да оди во најнизок ранг на надпреварување. Останува дилемата како ќе се пополни првата лига, има ли можност за некакви претумбации со вонделни одлуки на Фудбалската федерација, на управниот одбор можеби. И дали воопшто се размислува за такво нешто, бидејќи борбата за останок веќе некако малку како да станува неинтересна, средината на табелата се знае, врвот се знае. Точно. Од тој аспект. Со ова сакаш да кажеш можеби дека можно е да останат помалку екипи за следната надпреварувачка сезона или 12 како бројка. Добро, тоа не може никој да го знае, освен дури мислам дека ни луѓе во ФФМ не можат сигурно да знаат што и како, бидејќи за нив беше изненадување ова. Очигледно е дека можеби треба да има промени во бројот на екипите, да се малку згусни тој број на екипи, да се зголеми квалитетот.
Меѓутоа, она што јас го знам од искуство, а ги знам и пропозициите кои во таа насока не се менуваат, системот на надпреварување се донесува една година однапред пред почетокот на таа сезона, или со други зборови, можно е, хипотетички зборуваме, доколку се усогласат, нели, ставовите, размислувањата и доколку се свати дека тоа е добро со македонскиот фудбал, да се донесе одлука од догодина македонската лига да се намали на 10 клубови наместо 12 и тогаш би испаѓале повеќе клубови наместо 2-4. Меѓутоа, не можем да ги иземаме водредните мерки, ако на тоа мислиш и ти. Така, да. Па можно е. Со оглед на се тоа што се случува. Ставот на Фудбалска федерација, ова е не е од сега најнова информација, но ставот на Фудбалска федерација е дека треба да се добие во првата лига на квалитет, а за да се добие на квалитет се смета дека треба да можеби на 10 екипи да оди првата лига да биде, но не се, затоа не можеме. Па мислам дека не дозволуваат строгите пропозиции да се донесе ампасан, да речеме сега во мај да важи од јули или од август. Меѓутоа никогаш не се знае. Ако доколку кратко само, ако доколку би се случило тоа, се изнајде некоја одлука да може да не се коси со закон, да речам, и се носи одлука од 2025-26 да се игра со 10 екипи. Воска и Гостивар веќе се заминати, останати се 10 екипи. Повторно 2 треба да испаднат, третата од позади да игра бараж. Па сега тоа е хипотетички. Тоа ќе биде не дека не е интересна завршницата, ама не да им кажеш на головите 2 кола пред крајот дека така ќе се игра, не би требало, значи останува дека лигата можеби е преголема, покажуваат последните резултати, денес Вардар Струга неинтересен надпревар, Тапа надпревар, се чуваат силите. Нема публика, нема интерес. Па добро, тактизираат, не интерес. Ама така се мести табелата. Ако табелата е изедначена, ако на Вардар и на Струга им требаат бодовите за пласман на челните позиции кои водат европските купови, или бодовите за да се спасат од обставок, нема да играат вака. Не, те разбирам. Добро, сепак купот, финалето на купот дише во врат и едните нема другите се чуваат. Нема збор за тоа. И тоа е разбирливо и кај двата тренери. Да, јас мислам дека можеби тоа беше, но во право си. Ако се бореа за нешто, за некоја си позиција повеќе, во право си дека немаше да биде можеби тој играчки состав, Тоа е спек зборуваме, дали треба да се размисли за намалување на лигата. Меѓутоа тоа е работа на раководството на ФФМ и тука ние можеме само гласно да размислуваме, да даваме некои насоки. Она што е децидно е втората лига и третата лига. Тоа сакав да речам. Сега како стоат работите таму? Интересно е малку да одмориме на пауза или? Ајде еден джингл. Ако на 2 кола пред крајот и во првата и во втората македонска лига можеме за првата да кажеме дека горе-доле работите се познати, иако и таму нели има уште 2 кола да се одиграат, јас не верувам дека нешто може да има некоја драстична промена од ова како изгледа сега табелата. Дај да видиме интересно е во вторава лига, што се случува во вторава. 6 мај 2025 година се одигра 28-то коло во втората македонска фудбалска лига. Резултатите се познати, меѓутоа ќе ги издвојам најинтересните резултати во борбата за првите 3 челни позиции од кои двете првопласирани водат директно во прва пласма во прва лига. Трето пласираната екипа игра бараж со една екипа од првата лига, која ќе биде, нели, преско објаснивме. Трето од позади. Ако испаднат Воска и Гостивар, втората екипа од позади после Воска, ќе игра бараж. Јас само сакам, може пред да објасниш само ова, мене ми е нејасно. Ако испаднат Воска и Гостивар, они се испаднати, не ако испаднат, него Гостивар како пето пласирана табела, не прави малце тука збунки? Не, Гостивар оди во општинска лига, оди и Воска општинска лига. И се поместуваат сите. 11-то пласираната екипа од првата лига игра бараж со трето пласираната екипа од втората лига. Еден бараж надпред кој ќе победи станува проиграш или влегува. А која е 11-та пласирана? Ќе видиме, Бреда, Тиквеш и Беса се борат за таа позиција да ја избегнат. Чекај бе, колку екипи има првата лига? 12. Не спомнеше, па како 11-та пласирана, 2 излева. Па Воска испаѓува 12. Па Воска испадне, Гостивар испадне. Да. Па немаме 11-та пласирана, имаме 10 пласирана, веќе 10 екипи имаме. Значи 11-та пласираната ќе игра бараж. Па немаме 11, 10 екипи се на се. Табелата брои 12 екипи се уште без оглед што се овие откажани. До крајот на првенството ќе си брои 12. Табелата си брои 12 екипи, ништо не е спорно во ова кажуваш. Значи посекако Струга и Гостивар, ова Воска и Гостивар до крајот ќе стоат на табелата. Ќе стоат на табелата. Со постигнатите бодови до моментот. 0-3 ќе губат и ќе си стоат со тие бодови што ги има. Така, да. Добро, има сигурно и некој од вас што гледате што не знаете како мене.
Добро? Значи, во втората лига денес се одигра, реков, 28-то коло, каде што фаворитите извојува победи. Македонија Ѓорче Петров победи со 1-0 на гостувањето во Неготино. Арсими го победи Борец во Велес со 4-2. И она што беше најинтересно во Гевгелија, Кожу го пречека Башкими, резултатот е 1-2 победа на Башкими со малку чуден гол во 94-та минута. Да, го видов и јас тоа и јас мислам дека ФФМ брзо ќе се произнесат по тоа, затоа што навистина од авион се гледа дека фудбалериве на Кожув стојат, голманот стои за овие да дадат гол. Па, јас да би не кажал генерално чудна, сомнителна, дискутабилна ситуација за анализа. Има компетентни луѓе кои треба тоа да го разгледаат и да одлучат, меѓутоа во овој момент бодовите се пишуваат на контото на Башкими. Само да појасниме кратко една реченица, во 93-та минута резултатот е 1-1. Кожув со Башкими, во 93-та и не знам која секунда, 94-та минута, овие стојат, голманот стои, Башкими дава гол. Ти гледаш така дека стојат овие, навивачите на Башкими ќе речат овие трчаат на стигна. Не, се гледа, да, се гледа. Добро, дај да се концентрираме на борбата за првото место. Трите ги Овде се Арсими, Македонија Ѓорче Петров и Башкими во таа трка. Пардон, со тоа што Македонија Ѓорче Петров има бодовна предност од 2 бода пред Арсими. Македонија Ѓорче Петров има 63 бодови, Арсими има 61 бод, а Башкими има 60 бодови. Ова е некој пласман на 2 кола пред крајот на второлигашката конкуренција. Четврто пласирана е Брегалница со 55 бодови, која заостана во таа трка барем за бараж за третото место. Иако збор 2 за Штипска Брегалница во последното 30-то коло, кој се игра на 17 мај, Брегалница го пречекува Башкими во Штип. Значи да беше разликата малку помала, 2 бода, ќе решаваше директно тој дуел за третото место. Ова е страшно испуштена шанса, разочарувачки за Штипјани. Сакам само сега да не ми се налутат Штипјани и да не ми се налутиш ти, нешто да прашам. Две екипи од Прва македонска лига се откажа. Да. Ако се откаже, по ова јас што разбирам, не разбирам многу, ама тоа што разбирам. Ако се откаже и трета екипа од Прва македонска фудбалска лига, Брегалница има шанси да игра барем бараж за прва лига. Како четврто пласиране ќе игра со трето пласираниот од втора лига. За бараж за влез во прва лига. До кај дојде Брегалница? Не е смешно и трагично се смееме, ама до кај дојде значи Брегалница жално. Штипскиот фудбал и доживува своите црни моменти, има коментари социјални мрежи, меѓутоа да не се задржуваме, ќе посветиме внимание во некоја како друга и да е, емисија. посекако нема никакви шанси за пласман. Значи, 29 коло 10 мај Македонија Ѓорче Петров гостува на Арсими. Тоа е дуел на првите две пласирани екипи, каде што мислам дека и хипотетички и со пораз Македонија Ѓорче Петров нема да биде загрозена за влез во првата лига, бидејќи во последното коло Ѓорче Петров си ја пречекуваат Беласица на сопствен терен и со нови 3 бода се зацементирани и влегуваат во Добро, теоретски постои можна промена, меѓутоа потоа што се гледа на теренот 99% Македонија Ѓорче Петров е нов праволигаш. За вториот праволигаш ќе се бара помеѓу Арсими и Башкими. Зависи кој ќе се избори тука да биде втори или трет, а тоа зависи од резултатите. Арсими игра со 29-то коло со Македонија Ѓорче Петров на свој терен и во 30-то коло Арсими гостува на Вардар Неготино. Да. Чи може да освои 6 бодови. Башкими ја пречекува Детонит Плачковица 29-то коло и последното коло реков гостува на Брегалница Штип. Да. Неизвестно за таа втора позиција. Од да се заклучи може дека Македонија Ѓорче Петров, Арсими и Башкими се екипите, едните што ќе влезат директно во прва лига и едната што ќе биде трета што ќе игра бараш. Да, со предпоследната од првата лига реков, кој ќе биде 11-то пласиран. Во таа конкуренција што се Беса, Тиквеш и Бреве. Со тоа што Тиквеш на сопствен терен игра со Беса 7 мај среда утре, ако ја победи Беса, Тиквеш веќе е останат во првата лига. Знаеш што ми се наметнува сега како прашање? Две екипи, евентуално 3 екипи, ама 2 вака, за тоа што ме интересира, 2 екипи од втора лига влегуваат во прва лига. Да. Но од прва лига 2 не излегуваат во втора лига. Излегуваат од прва лига, не испаѓаат во втора лига бидејќи одат во општинска лига. Затоа велам, не излегуваат во втора лига. Така е. Значи Воска и Гостивар се во четврта лига. Така е. Сега филм си правам слика. Не е филм, тоа се фактите. И сега, втората лига има 16 екипи. Да.
Од 16 екипи 2 влегли у прва лига, останале 14. Треба нови 2 да влезат, мислам треба. Логиката била или по правило требало да биде сега 2 од прва лига да влезат во втора. 2 од прва лига нема за во втора пошто отишле во четврта лига. Што се случува сега? Испаѓаат и 2 екипи од втората лига. Тоа се веќе извисни екипите на Борец од Велес и на Вардарскиот Богданци, они се веќе испаднати во втората лига. Ај таму е чисто, ќе влезат и од значи, трета лига. Во втората лига не е чисто, во втората не е толку чисто, инаку со ова убаво го кажа ти со преселбата на Гостивар и на Воска во четврта лига, во општинска лига, во втората лига се отвараат 2 нови места. 2 нови места. Значи 2 екипи одат напред, 2 екипи испаѓаат, се отвараат 4 места. Так. Во комбинација за тие 4 места се 6 екипи, односно се праваците во 5 трети лиги, во 5 региони, сега ќе ги кажам кои се веќе извисни тие, и шестата екипа која е конкуренција да остане во втора лига ше Осогово од Кочани, која е трето пласирана од доздола во втората лига и која според правилата и пропозициите на Фудбалската федерација на Македонија има право да игра бараж со праваците на третите лиги. Но тоа е доколку Воска и Гостивар испадне во втора лига. Сега ситуацијата се менува. Сега можно е, ако останува по бројка за следната лига 16 екипи да има во втора лига, за следната надпреварувачка сезона. А слободни се 4 места. А слободни се 4, кои се плюс 2 што ќе влезат? Тоа е прашање, тоа е дилемата и темата која треба да се отвори пред структурите на Фудбалската федерација на Македонија, да се размисли како да се пополнат овие места во оваа, да кажам, фудбалска конфигурација кога Воска и Гостивар одат во општинска лига, а во втората, единствена втора лига се ослободуваат 4 места за 6 екипи. Да. Можеме ова да го објасниме подетално? Да. Ај уште еден краток џингл и уште едно објаснување. Останува отворено прашањето за третата македонска лига, каде што имаме 5 прваци, нели? И сега кој влегува, колку ќе влезат, како ќе биде тоа? Некако уште не ми е јасно. Третиот степен на македонската фудбалска лига е трета фудбалска лига. Тие се поделени во 5 региони. И тоа источен регион, југозападен регион, јужен регион, западен регион и северен регион. Значи, и сите имаат свој прваци, први на листа. Сите имаат регуларни лиги, играат и секој има свој првак. Некаде 2-3 кола, можеби 4 пред крајот, немам точна евиденција каде е, како е, меѓутоа веројатноста праваците веќе се знае, известна е и интересно е прво да ги кажеме кои се овие екипи, бидејќи автоматски имаат право да се борат, да се надпреваруваат и да влезат во единствената втора лига. Значи зборуваме за Слога Виница како правак на источниот фудбалски регион, јас ги викам региони, тоа е трета фудбалска лига. Зборуваме за Преспа Ресен, која е прво место и шампион во југозападната трета фудбалска лига. Зборуваме за тимот на Големо Коњари, правак во третата фудбалска лига Југ. Зборуваме за култниот тим Тетекс од Тетово, легендарниот некогашен југословенски пролигаш. Богата традиција има и многу се радувам искрено. Така, добро. Што Тетекс Тетово од Запад се враќа во единствената втора лига и зборуваме за северната трета лига, северниот регион, каде што Шкендија Рачиново има исто убедлива предност и веќе е известно дека е амбицирана за нов второлигаш. Значи тоа се 5 екипи: Слога Виница, Преспа Ресен, Големо Коњари, Тетекс Тетово и Шкендија Рачиново, кои претендираат и имаат право согласно правилниците и пропозициите за борба и пласма во единствената втора фудбалска лига. Сега само сакав да прашам, викаш се радувам за Тетекс Тетово што оди во втора лига. Тетекс сигурно ли оди во втора лига? Па сега ќе објасниме како беше и како сега може да биде. Ајде. Значи во оваа конкуренција останува и Осогово Кочани како екипа која е трето пласирана од доздола на табелата во единствената втора лига. Борец и Вардарски ги спомнав, директно испаѓаат од втора лига во трета лига, си одат, зависи кој каде припаѓа во овие трети фудбалски лиги. Осогово Кочани според актуелните пропозиции и правилници за надпреварувачката сезона 2024-2025 година има право да игра бараж со овие 5 праваци. Од тие 3 бараж надпревари, 3 екипи влегуваат во втората лига. Така беше минатата година. А како ќе игра бараж со трите? Не може со трите да игра бараж. Значи 6, тука се 5 екипи и Осогово Кочани се 6 екипи, се прават 3 двојки секој со секого и по еден надпревар, бараш надпревар. Меѓутоа,
бидејќи во втората лига се ослободуваат 2 плюс места. Да, Де ова факто- претходно што го зборувам. Да, де факто од овие 6 екипи, значи со особено окочени јасно, сега и праваците на 5 региони се ослободуваат 4 места. Значи хипотетички само 2 екипи немаат место или право, не знам како да го кажам, и да како, влезат. и како тоа ќе го регулираат? Не? Ова е голем прашалник како ова сето ќе се регулира и за ова треба добро да се размисли како да се најде начинот да се тоа сето вкомпонира, да се заштитат сите овие екипи, нивните права и интереси и да се најде модус да се формира таа единствена втора лига. Знаеш што ми доаѓа сега да кажам? Да. Како турлитава ова. Па втората и третата лига да станаа поголема турлитава од првата. Првата. Оваму две испадна екипи, оваму поголема турлитава. Еве кога веќе зборуваме за намалување на првата фудбалска лига, нели така ја почнува емисијата. Зошто на пример втората фудбалска лига не би се зголемила од 16 на 18 клубови? Но дали има квалитет за тоа или желба или Тоа е насека, веќе работа за подетална анализа на оние кои го работат ова, да кажем, кои се будат со ова и легнуваат со ова, не знам. кои се задолжени на некој начин во фудбалската федерација. Сакам да кажам, сето ова турлитава во третата лига и во втората лига, ако ја почнува од преселбата на Воска и на гости во Општинска лига, може да се реши доколку единствената втора македонска фудбалска лига од 16 се зголеми на 18 клубови. Зошто? А оваму размислуваат првата лига па да намалат по број. Ама мора да се донесе одлука да важи тоа. Да, знам, него секоја е логиката оваму да се намалат, оваму да се зголемат, не знам, немам изграден став. А ако имате некој размислување за ова, можете да напишете на Facebook или на YouTube. Не знам, навистина не знам што да ти кажам. Прво, мислам дека ќе се заштитат интересите на сите екипи, вклучувајќи ги особено Кочани, на кого мислам дека треба фудбалски да му се помогне. Еве имаме на ситуација, сум ја читал многу пати и ми е врежена длабоко осеќавањето 1963 година кога бил Скопскиот земјотрес, тогашниот фудбалски сојуз на Југославија донел вонерна одлука, значи вонерна мерка, која не се поклопува со тогашните пропозиции на фудбалскиот сојуз на Југославија, Вардар да остане во првата лига, да не испадне, да му се даде шанса да му се помогне. Аха, во тој случај сега го кажуваш примерот со ова. Особено Кочани спортски, на зелен терен, со целата мака што има овој град и трагедијата која ги снајде, се избори да игра бараш надпревар како трето пласирана во единствената втора лига. Да. Меѓутоа со концепцијата да се зголеми втората фудбалска лига на 2 екипи плюс. Сите овие 5 екипи, Слога Виница, Преспа Ресен, Големо Конјари, Тетек Стетови, Шкендија Рачинов, директно влегуваат во втората единствена фудбалска лига, а особено си останува во втората единствена фудбалска лига без да игра бараш. И Волков сите и овците на број. Еве како предлог на фудбалската федерација на Македонија. Да. Како идеја, како наше размислување. За ова ќе ти се најдат луѓе кои што ќе реагираат зошто баш особава, иако не ја сваќаат можеби тие што ќе реагираат дивизијата. Регуларно се избори за бараш. Разбирам, да. Особено може да игра со овие да ги победи да опстане. Така е, те сватив. Тоа не е спорно. Не можам цело време ми боде во очи овдека овие што ти се пишани Македонија, Ѓорче Петров прва, Арсими втор, Башкими трети, Бергалница четврта. Значи најсвежото тоа што го видовме денеска во втората лига со Башкими, ако не знам какви се правилниците во ФФМ, ако Башкими биде санкциониран или Кожов, не знам кој треба да биде. Нема да отвараме тема. Со одземање на бодови? Не знам какви се правилниците, велам. На Кожов Башкими се случува тоа што го гледаме сите. Го има видеото. Добро. Сега, ако правилниците се за такви случаи, ако се оцени дека тоа е така како што јас го гледам, тогаш многу интересно е што Брегалница ќе дојде на третото место. Ајде, ми боде очи цело време, морав да ти го споменам. Турлитава... Тоа останало како некоја хипотетичка ситуација, ама Брегалница Штипјани не треба да се радуваат на таа варијанта. Нека се радуваат, зашто да не се радуваат? Брегалница заслужува подобри времиња и малку да си го стават прстот на чело тие таму во клубот или во градот или кој да се, затоа што Брегалница не вреди, е повеќе вредна од ова што го се прикажува. Да завршиме кај што почнавме, може? Може. Значи, приказната за Гостивар иако изгледа дека е завршена, мислам дека се уште не е завршена и најновата вест, најновата информација која доаѓа од основното јавно обвинителство, односно која е лиферувана низ јавноста во тој стил, вели дека тројца активни фудбалери на Гостивар се под обвинение, односно
Колку што разбрав овие информации, како што ги прочитав и проследив, дека веќе се поднесени кривични пријави за нив за несоодветно действување против овластени службени лица, односно против униформирани лица или да не речем за полицајци. случката во Струга. Да, меѓу нив има и еден представник на стручниот штаб кој исто така е под обвинение и на поднесени кривични пријави за него. Се иницијали са, не таква е постапката, такви се законите, не е во ред. Меѓутоа, само сакам да додадам дека излегува под чергата, под тепихот на фудбалскиот клуб Гостивар дека многу нешта не се баш како што треба, слушувајќи ги овие случаи, напуштањето на лигата, па дури и овие сообштенијата кои ги испраќаат, нема некој да ме разбере исклучиво на англиски јазик. Мислам, некако малце како да се Не ви на турски мислам имаш или не? Не, на англиски јазик на нивната официјална страница и од тие причини голем дел од медиумите не ги тангираат. Во секој случај жално е, Гостивар е македонски клуб. Жално е, има луѓе таму сигурно што го сакаат клубот, можеби работат за клубот, не знам, можеби навиваат за клубот, кој да се градски клуб да заврши вака неславно поради некој непромислен потек на некого кој што дошол. Нема јас дилема дека жално е. Значи жално е за клубот. Жално е за клубот. Не треба да се дозволува, не знам, то ФФМ ја мислам дека после ова што се случи сега со Воска и со Гостивар, да е бело ќе размисли како да се заштити, затоа што може на кој му текне да се да истапува од лига. Заборавив да ти кажам, во трета лига имаше еден клуб, го заборавив, може го прочита, кој што истапува од лига, нешто го спомнува Евромилк, не знам што како. Значи во третата лига, мислам дека денес имаме информација. Да го кажеме и тоа, зборуваме за Академија Илинден. Така, си ги видел, добро ја прочитав информацијата, која е најава исто напуштање на третата лига Север, да извисни нерегуларности. Според нив нерегуларности, така. А не, муабетот не е тука за анализирање сега и кога немаме некоја дополнителна информација, муабетот е дека верувам дека ќе се најдат во фудбалска федерација засегнати од ваквите случувања на некои екипи и дека добро ќе размислат како да се заштитат. Се тука од ракав ќе истресам, на пример, за да играш во таа лига треба да си покажеш толку и толку финансиски средства, доколку направиш такво нешто, финансиските средства не ти се враќаат. Има модуси за тоа. Дали ајде, од тој аспект на пета димензија во стил на нашата емисија, она што ние го работиме за нашите гледачи, мислам дека е интересно да ги прочитам имињата на клубовите кои играат во третите фудбалски лиги, а кои некогаш биле прволигаши. Од аспект дека фудбалот се игра и кога не ти оди. Ки играш и во трета лига и ќе го носиш. Како да кажем името и ќе ја браниш често наградата. Еден джингл па одиме со таа информација. Овие што сега ќе ги слушнете, некогаш биле прволигаши, сега се третолигаши. Заслужуваат да ги слушнете. Само факт дека фудбалот не застанува со испаѓање во понизок ранг, нити со евентуални грешки и санкции. Зборуваме за Брегалница Делчево, која игра во третата лига Исток, изборуваме за Хоризонт Турново, исто во третата лига Исток, некогашни прволигаши на времето, зборуваме за прволигаши во независна Република Македонија, значи во независен македонски фудбал. Дори Хоризонт Турново играше во европските купови. Излезе на европска сцена, играше со Хајдук Сплит. Познат ми е, мислам дека имаш известувано од Хоризонт Турново на времето. Во југозападна трета лига, славниот Карорман Струга, член на првата македонска фудбалска лига во првата сезона, мислам дека беше. Или во втората, сега не се. Поздрав за сите пријатели во Струга. Одиме па натаму, за Тетекс Тетево да не кажувам. Член на првата македонска фудбалска лига, реномиран клуб. Во третата лига Север имаме два клуба, ако добро сум забележал. Зборуваме за Евромилк од Лисиче и за Куманово од Куманово. Евромилк играше една сезона во првата лига. Куманово, мислам дека играше и Куманово во првата лига. Може втора па се бора од прва, не сум сигурен, меѓутоа реномира. Како се како се викаше тој клуб од Куманово кој што беше во прва лига па после исчезна, така го снема? Милано. Милано беше. Тие не игра, не, Милано. Ама и тие игра во европските купови. Милано, фантомски клуб некој. И тие игра во европските купови. И внимавајте сега. Во третата лига, Запад, каде што Тетекс е првак, играат уште три клубови кои некогаш биле прволигаши. Тоа се Ренова,
Напредок од Кичево и љуботен од тето. Прволигаши овие биле, на трета лига. Што да кажам? Ништо, дека фудбалот се игра ако сакаш да играш. Вака, да си заклучиме искрени сами пред себе. Дека немаме квалитетен фудбал ни во трета, ни во втора, ни во прва лига. Немаме. Гледавме ние што се случуваше и во таму Евромилк, Коњаре кој беа. Во живо гледавме. Што Добре. тоа да личи на фудбал или не. Да не зборувам сега за тоа. Дека треба дебело или силно засукување онака на ракавите. Дека треба навистина, ако сакаме да подигнеме малце нешто, навистина да се постави на здрави темели фудбалот, Реконструкција. па тотална реконструкција. Како на фейс, онако ќе ти го смачкат лицето, па одиш на тотална реконструкција со пластични операции. Значи, навистина, тешка работа за Фудбалска федерација на Македонија, тешка работа за Омерагич, зошто многу работи биле ставани под тепих сите изминати години. Не зборувам сега само за времето на Седини. Години наназад било нешто така натиснувано. Знаеш кога ние женските знаеме да кажеме, ама ме разбираат сите, не си го метеш ѓубрето, него си го ставаш под тепихот. И кој под тепихот Кога како го тоа ставаш? ќе излезе? Па ќе излезе кога тогаш. Да заклучуваме со тоа, мора, значи тука сме, следиме, известуваме, ќе правиме емисии, ќе се одважи ФФМ како што се одважува многу пати до сега за вакви и слични проблеми. Среќа што е пред нас летото, пауза за екипите, но пак доаѓа репрезентацијата, пак немаат пауза мајката, викам пауза, немаат пауза. Тоа е, што да кажам. Да се одјавуваме полека, уште едно фудбалско коло се игра, 31-то фактички се игра. 7 мај се игра утре, Да, редовно правливашка коло. Така, и последното е викендот. Уште две кола, 11 и 18 мај. Нема крај на ова фудбалот во Македонија. Лайк, субскрайб, ако ви се допаѓаме, се гледаме во следна емисија за скоро. Довидување.